Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, ве потсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. И како што кажуваме, во овој период од годината, емисијата за Универзитетот отворено ги промовираме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, во рамките на кампањата за запишување студенти во новата академска 2024-2025 година. Денеска ќе зборуваме за Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола. Ќе ви го представиме факултетот и тоа благодарение на разговорот што ќе го водиме со деканот, професор доктор Благој Ристевски. Добре дојдовте, декане, во програмата на Укло ФМ Битола. Благодарам за поканата. Сакаме младите да ги запознаеме малку повеќе со Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, најмладата единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, меѓутоа, иако е најмлада, покажува извонредни резултати. Да, како што кажавте, Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола е најмлада единица во состав на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Истиот е основан со закон за основање на Факултет за информатички и комуникацијски технологии, кој што беше донесен во 2013 година и започна со работа на 15 септември 2014 година како правен наследник на дотогашниот Факултет за администрација и менеджмент на информацијски системи, кој заедно со спојување на одсекот за информатика и компјутерска техника од Техничкиот факултет во Битола прерасна во Факултет за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Имајќи предвид дека и интердисциплинарните студии на ФАМИС и на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и студиите по техничка информатика на Техничкиот факултет започнаа во академската 2002-2003 година, ова е веќе 22 година како на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се студира информатика и компјутерска техника и информатика. Поконкретно за ФИКТ, ова година е јубилејна година, се прават подготовки за одбележување на 10 годишнината од постоењето на факултетот и реализација на врвна високообразовна и научно-истражувачка дејност од по линијата на информатиката и компјутерската техника и информатика. Во однос на факултетот да кажам дека во оваа академска 2023-2024 година студираат вкупно над 540 активни студенти на сите циклуси на студии, на прв, втори и трет циклус студии и досега на ФИКТ има дипломирано над 1000 студенти на прв циклус студии, секако дека вреди да се спомени и дека над 100 магистри и доктори на науки ги завршија студиите точно на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Во актуелната академска 2023-2024 година на ФИКТ се запиша најголем број на студенти од сите единици споредено со останатите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола. Тоа благодарение на она што е како тренд нели во светот, развојот на информатиката, на технологијата, младите се повеќе се решаваат токму информатиката да биде нивна животна определба, па и бројот на студенти, нели, како што кажавте, минатата академска година беше највисок тука на ФИКТ, но не само она што ги влече желбата, туку мора да се испочитуваат и да барат одредени услови за работа, за учење, а сето тоа успевате да им го возможите. Еве, ако на почетоците ФИКТ ја делеше зградата со Факултетот за биотехнички науки, сега веќе неколку години имате нова зграда, прекрасно опремена, најнов објект на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Така, како што рековте,
факултетот сега веќе 5 години, точно 5 години е преместен во новата зграда. И сега би сакал да кажам за организационата структура на факултетот. Постојат 4 внатрешни организациони единици, и тоа катедра за софтверско инженерство и информациски системи, катедра за пресметковно инженерство и мрежи, катедра за интелигентни системи, моделирање и симулации и центар за предприемништво и бизнис. А во однос на потребите за одржување на квалитетна настава и извршување на квалитетна научно-истражувачка и стручно-апликативна дејност, ова година се формира и 4 лаборатории, и тоа лабораторија за бази на податоци, програмски јазици и учење, лабораторија за организација на компјутерски системи и мрежи, лабораторија за виртуелно инженерство и апликации и лабораторија за развој на идни вештини и стартап бизниси. Сето тоа во прилог на студентите. Еве, може би во оваа прилика накратко да им објасниме што тие центри значат и што за студентите тие нудат. Ова година беше доста актуелна лабораторијата за виртуелно инженерство и апликации, која е во состав на Универзитетскиот центар за виртуелно инженерство, во која што помеѓу другата опрема е сместена и виртуелната проекциска купола, која е реткост во рамките на универзитетите на Балканот, овозможува доближување и популаризација на инженерството, на информацијските и компјутерските науки и воопшто на техничките науки до широкиот аудиториум. Оваа виртуелна купола со користење на имерзивни и семи-имерзивни технологии возможува панорамска виртуелна околина на учесниците, на посетителите кои потонуваат во виртуелната реалност и како да се наоѓаат на вистина во таа средина во која што ја гледаат. Може да забележам на денот кога се отвараше куполата, кога веќе стана достапна за јавност, имаше и голем број средношколци или представници од средните училишта од регионот, настрана од оно што значи редовен кадар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и ваши партнери од бизнис секторот. Мене посебно ме интересира средношколците, бидејќи во нив ја гледаме иднината во однос на нивно запишување на нашиот универзитет, еве конкретно на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Посебно учениците од Техничкото училиште во Битола беа доста заинтересирани и ова го гледаа како плюс во однос на размислувањата каде да го продолжат образованието понатаму. Да се има ваква виртуелна купола и да може да се користи, тоа секако многу значи. Така, не само за време на отворањето на Универзитетскиот центар за виртуелно инженерство и на ова факултетска лабораторија за виртуелно инженерство и апликации, не само тогаш што беше посетена од голем број на средношколци, туку и после тој ден повеќе групи на средношколци, но и ученици од основно образование од повеќе училишта во Битола и средношколци од повеќе училишта од Битола, но и од другите околни градови беа и ја посетија виртуелната купола, која што и се запозна со незините можности, со опремата која што ја располага и пројавија интерес, значи и понатаму пројавуваат интерес за истражување и правење на апликации кои што би се и содржини кои што би се прикажувале и би можеле да се гледат токму во ова виртуелна панорамска купола, која што е мултипроекциска и која што има во нејзиниот состав има 4 проектори кои што креираат имерзивна видео околина базирана на купола. И да напоменам дека дури и во има интерес и кај средношколците во Скопје да ја посетат и имат слушното и му е интересна ова лабораторија за виртуелно инженерство и апликации и да ја посетат нашата фактички универзитетски центар за виртуелно инженерство и тие да потонат во таа виртуелна околина. Сега, колку студентите успеваат и се заинтересирани да ги користат, би ги нарекла овие придобивки кои што им ги нудите? Како овој центар за виртуелна реалност и останатите? Студентите се заинтересирани за користење на лабораториските ресурси.
пред се студентите на прв циклус, а секако тука доаѓаат и студенти од втори и трети циклус кои што може да направат и истражувања во рамките на нивните магистерски и докторски студии, како и во рамките на магистерските и на докторските дисертации. Еве веќе со ова самото кажувате дека освен додипломски студии, тука има и студии за втори, за трет циклус, но за нив ќе проговориме по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Bakni me za kraj, shtum ke si odiš. Bakni me da znam, deka ke odiš. Se mi zema, se mi skina, pola mladost, sveta sila. Bakni me da znam, deka ne se vraćaš. I da ne te vidim nikogaš, nema da padam, ne, naučiv da sakam so tebe i da mrazam. Imam krilja, samo pušti me, da letam visoko. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е, дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш, нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме, да летам високо. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Bakni me za kraj, bakni me za kraj, bakni me za kraj i ne se vraćaj. Bakni me za kraj, bakni me za kraj, bakni me za kraj i ne se vraćaj. I da ne te vidim nikogaš, nema da padam, ne, naučiv da sakam so tebe i da mrazam. Imam krilja, samo pušti me, da letam visoko. Bakni me za kraj i ne se vraćaj. Почитувани, ве подсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Клу ФМ Битола, ова е емисијата за Универзитетот отворено. Наш денешен гостин, професор доктор Благој Ристевски, декан на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски. Декан Ристевски, рековме дека во овај дел од разговорот ќе проговориме малку повеќе за студиските програми кои што им се нудат на младите во новата академска 2024-2025 година. Ќе започнеме со она што значи студиски програми на прв циклус студии. Најинтересни за матурантите. Така, бидејќи на прв циклус студии се запишуваат најголем број на студенти и се најинтересни за матурантите, за средношколците кои што сега во овој период полагаат и државна матура. Во однос на студиските програми на кои што ќе студираат, значи идните студенти на ФИКТ, тие се осовремени и атрактивни. Минатата, односно тековната академска година ги преструктуриравме и ги реакредитиравме со воведување на предмети од студиски програми, следејќи ги последните трендови на универзитетите во Европа, во Соединетите Американски држави, како и барањата на пазарот на труд во IT секторот. Додадовме предмети од
областите на блокчейн технологија, на имерзивните технологии, моделирање на бизнис процеси, стартап инженерство, сајбер безбедност, вештачка интелигенција, дизајн на кориснички интерфейс искуство и други предмети кои што ги оценивме дека се актуелни и атрактивни за идните матуранти. Тоа е една студиска програма? А тоа се всушност две студиски програми на прв циклус. Едната студиска програма е 4-годишна студиска програма, другата е 3-годишна студиска програма. На 4-годишната студиска програма, која што е чишто назив е информатички науки и комуникацијско инженерство, студентите се стекнуваат со звање дипломиран инженер по информатички науки и комуникацијско инженерство и со 240 европски кредити, додека на 3-годишната студиска програма информатика и компјутерска техника дипломираните студенти се стекнуваат со звање дипломиран информатичар и со 180 европски кредити. За која студиска програма се повеќе заинтересирани, што кажува вашето искуство? Поголем интересот за 4-годишната студиска програма. Гледаат со добивањето на дипломата од таа студиска програма поголема можност за вработување, за напредок во кариерата? Не само вработување, туку и добивање на поголеми знаења и вештини кои што понатаму ќе им користат и тоа како им користат за идното вработување. Рековте дека сега се веќе осовременети студиските програми кои што ги кажавте, воведовте и нови предмети, но тоа не значи дека треба да се плашат оние кои што ќе се запишуваат, дека тоа ќе значи нешто плюс работа, плюс работа, но тоа е сепак во нивна корист. Плюс тоа ако се земе дека и како студенти се веќе барани на пазарот на трудот, значи оние кои што се најдобри, оние кои што се гледа дека покажуваат посебен интерес и желба за работа, се ангажираат од IT компании уште додека студираат. Да, секако, уште во 3-та и 4-та година од студиите, поголем дел од студентите, благодарение на знаењата и вештините кои што ги стекнуваат на ФИКТ, се интересни за IT компаниите и веќе почнуваат со работа, голем дел од нив. Што е секако за пофалба. Така, да. Но вработувањето не значи дека треба да се престане со учење и добивање диплома на повисок степен, еве за како магистри или за доктори на науки, ако некој вела дека кога ќе се земе дипломата за додипломски за прв циклус студии и кога ќе се добие вработување, ретко се решава да продолжат понатаму, меѓутоа времето, тековите не зборуваат баш дека е така. Така и од тие причини Факултетот за информатички и комуникацијски технологии ова година нуди 7 студиски програми за студирање на втор циклус студии. Би ги напоменал едногодишните студиски програми, тоа се информатички науки и комуникацијско инженерство, со посебни модули за пресметковно инженерство, за софтверско инженерство и апликации, иновативни комуникацијски технологии, информацијски системи и управување со знаења и интелигентни инженерски системи, кои што се досега акредитирани студиски програми, и прв пат за годинава воведовме нова атрактивна студиска програма, едногодишна, IT менеджмент. Тоа е за втор циклус. За втор циклус студии и имаме двогодишна студиска програма информатика и компјутерска техника, која што и досега постоеше, но е реакредитирана и осовремена со нови по-актуелни и поатрактивни предмети. А додека за студиските програми на трети циклус студии нудиме две студиски програми, заинтересираните магистри на науки може да студираат на досегашната студиска програма информатички науки и компјутерско инженерство, која што исто така реакредитирано современа со нови наставни содржини, и нова студиска програма на трети циклус студии, која што почнува во академската 2024-2025 година, е IT менеджмент. Таа е студиска програма која што сметаме дека ќе биде атрактивна и актуелна за постоечките магистри на науки. Сега, рековме веќе на почетокот дека се повеќе се зголемува интересот на младите за изучување на овие науки, информатика, технологија, нели сето она што ете на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии им се нуди. Тоа е не само во овој регион, туку во целата држава. Навистина имаат можност овие предмети, да ги речеме, да ги студираат и на други факултети, на други универзитети. Меѓутоа, што како предност еве би го издвоиле за да се одбере токму ФИКТ, за разлика од останатите, нели?
Поради тоа што нашиот кадар е посветен на високообразовната наставно-образовна дејност, исто така минатата академска година се вработија за прв пат по 15 години и тројца асистенти, со што се возможува квалитетно одржување на вежбите. Нашите студиски програми, како што кажав, се осовремени и ги следат европските и светските трендови, затоа ги повикувам студентите односно матурантите да ја посетат нашата веб страница, да ги посетат профилите на социјалните мрежи и да ги видат предметите кои што се нудат и компетенциите со кои што може да се стекнат. И секако да го направат вистинскиот избор. Точно така, да. Има и други работи што се случуваат на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, а секако се во интерес на студентите, но за нив по музичката пауза ќе ги замолам нашите слушатели да останат и понатаму заедно со нас на 90,8 МГц. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, не сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој. До небо, небо високо. Од небо до дно. Чувствуваш, знам, велат дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој, каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ќе останеш мој. Само мој, до небо, небо високо, од небо до дно, до небо, небо високо. Декан Ристевски, еве во овој завршен дел од разговорот, јас би сакала сега малку повеќе да ги информираме нашите слушатели, поточно помладите, оние што ги очекуваме како идни студенти, бруцоши на ФИКТ, што освен тој теориски дел што го стекнуваат како знаење, нели треба и да го применат во пракса, а за тоа да биде најдобро направено, потребна е практична работа.
Дел од таа практична работа се изведува во лабораториите, во центрите кои што се формирани на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, но важно е да се напомене вашата добра соработка со голем број компании од областа на IT технологијата, кои што благодарение сепак на соработката што имате, примат и голем дел од студентите токму таму да ја изведуваат практичната работа, да се запознаат на лице место, што се вели со се она што ги очекува понатаму. Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола има соработка со над 20 IT компании со кои имаме плодна соработка и во кои студентите во рамките на проектот на менторски групи се обучуваат практично со ментори и од компаниите и од факултетот, работат на проекти и истите треба да ги презентираат. Презентирањето на проектите традиционално завршува и е јавно и завршува во јуни. За таа цел факултетот организира сајм на кариера за вработливост, кој што е посветен на студентите на ФИКТ, но и на студенти но и на други студенти на кои што IT компаниите на штандови ги презентираат нивните можности за вработување на студенти. Така и годинава, како што кажав, повтор пат ФИК беше организатор на Кариера Експо 2024, на кој имаше уште поголем број на учесници и посетители од страна на компаниите и споредено со минатата година. Исто така, на ФИК се организира и хакатон, годинава повтор пат, овој пат со тема паметна околина и паметни алатки, на кои учествуваа над 10 тимови, составени од студенти од ФИКТ, но имаше и студенти од други факултети, како и тимови составени од средношколци. Имав можност да присуствувам и на сајмот што го организиравте и на хакатонот. Голем број, како што кажавте, компании кои што беа присутни таму, ги презентираа своите дејности, но и можностите и за стипендирање, за изведување практична работа, но и за вработување, што секако од интерес, како што кажуваме на студентите. Ги посетија сите штандови, зема рекламни материјали, но и хакатонот кој што го спомнавте беше за поздравување. Разговарав со дел од учесниците на хакатонот, некои и минатата година учествувале, заинтересирани живо да покажат што умеат, што знаат, и убаво е кога се гледа дека тимски се работи. Да, точно. Целта, значи, со учеството на вакви хакатони е студентите или учесниците во хакатонот да работат тимски, бидејќи тимската работа и то како е важна во IT секторот, и да работат на решение за кои што треба неколку дена, на задачи кои што ќе им се зададат и да ги работат неколку дена, а не неколку часа или пак подолг период, туку неколку дена. Го нагласив на тимски, затоа што може би погрешно е мислењето кај јавноста дека информатичарите се толку затворени во себе и не гледаат никој друг освен компјутерот или лаптопот пред нив, дека се посветени само на нивната работа. Напротив, веќе сваќаат и самите дека она што им треба понатаму во развојот на професионалната кариера е токму таа тимска работа. Точно така, тимската работа, но и другите soft skills, меки вештини се многу битни за едните IT професионалци, дипломирани инженери од областа на информатичките и комуникацијските технологии и на дипломираните информатичари. Рековте дека уште од 3-4 година на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии тука во Битола, студентите се барани во IT компаниите и убаво е кога знаат дека може да искористат можноста да студираат, да бидат дома во својата земја и да работат исто како да се некаде надвор. Така. Значи тоа го користат студентите во секој случај. Токму затоа го избираат ФИКТ за студирање на прв циклус студии, за да го стекнат нивното формално образование, затоа што има и повеќе академии кои што нудат 3-месечни, 6-месечни курсеви обуки, но сепак за да еден студент стане дипломиран инженер или дипломиран информатичар, потребни се неколку години, 3-4 години за веќе за инженери, затоа што инженер се станува не со посетување на краткотрајни неколку месечни обуки или курсеви, туку на факултет
конкретно и на нашиот факултет за информатички и комуникацијски технологии. Кажавме убави работи, поточно кажавте убави работи за факултетот за информатички и комуникацијски технологии. И претходно рековте дека сите оние кои што се заинтересирани можат сите дополнителни информации да ги видат на веб страната на факултетот, на социјалните мрежи кои што се доста активни и да проценат самите и да го направат вистинскиот избор, но сепак еве ќе ве замолам на крајот да ја кажете и вие вашата порака за младите, за оние кои што ги очекувате таму од 1 октомври да бидат дел од ФИКТ. Да дополнам, најпрво и зошто го избират ФИКТ. ФИКТ има соработка во рамките на програмата Erasmus+ и на ЦИПУС со универзитетите во Софија, Бамберг, Росток, Љубљана, Будимпешта, Линц, Белград, Лаквила од Италија, Риека, Сплит, Кошице, Лојќ, Париз и многу други универзитети. И на овие универзитети студентите може да реализираат студиски престои во траење од 1 семестар или пак цела академска година. Како и да е, јас ги повикувам матурантите, па и нивните родители, да го посетат факултетот, лично, доколку го немат веќе посетен факултетот, да ја посетат нашата веб страница, како и профилите на социјалните мрежи и матурантите да го направат најправилниот избор. Да студираат информатика, да студираат компјутерска техника и информатика, информатички и комуникацијски технологии на ФИКТ во Битола. Во однос на предложениот конкурс за запишување на студенти во академската 2024-2025 година, да напоменам дека на ФИКТ ќе има слободни места за 250 идни студенти на прв цикл студии и тоа 200 слободни места на студиската програма за информатички науки и комуникацијско инженерство и 50 слободни места на трогодишната студиска програма информатика и компјутерска техника. Оние кои што се уште не се решиле, веќе имат доволно време да размислат, токму ФИКТ да биде нивниот избор за натамошно образование. Дека не ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од програмата на Универзитетското радио УПФМ Битола. Ти ви посакам добро здравје пред се и секако успешна нова академска 2024-2025 година. Ви благодарам за поканата. По книгите на мудрости човек жив со време се ке научи. Точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште срце ми тве светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е. Но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе, пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е. Но само љубовта, код звезда водилка до тебе, пак ме донесе. Меѓу нас едно с Богом долго стои превисок зид, за гордоста да прескокне. Ме гледаш, а позната ти гори искра во очите. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е. Но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе, пак
donese. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт, темен срцево ми е. Но само љубовта, ко звезда водилка до тебе, пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт, темен срцево ми е. Но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе, пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт, темен срцево ми е. Но само љубовта, ко звезда водилка до тебе, пак ме донесе. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. УКЛО ФМ, Битола, јуни 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ, Битола.
Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло FM Битола 90,8 МГц.